Добар ден, почитувани гледачи. Јас сум Александар Динев. Вие го гледате Добриот доктор. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме на тема ендометриален карцином, односно рак на ендометриумот на матката. Мој гостен и соговорник во студиото е професор доктор Игор Алуловски, субспецијалист по гинеколошка хируршка онкологија на клиниката за гинекологија и акушерство Скопје. Професор Алуловски, добар ден. Ви благодарам што сте дел од Добриот доктор. Добар ден. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Да, секогаш ми е драго, нали. Благодарам за поканата. Да зборуваме на оваа тема интересна, која што се повеќе и повеќе, нели, во гинеколошките кругови генерално, па и во светот доминира како тема за дискусија кога зборуваме, нели, во поглед на женското здравје. Посебно да речеме во сегментот за карциноми, затоа што полека ама сигурно станува доминантниот карцином пред се во развиениот свет, во земите како што се, не знам, Европа, Европска унија, така натака, Соединените американски држави, Австралија, па тоа не сме и ние надвор од таа. Така, еве за почеток, како вовет во темата, што представува ендометриалниот карцином и каде точно се наоѓа ендометриумот? Така, значи ендометриалниот карцином, нали, самото име кажува, тоа е, нали, карцином кој што се развива на слузницата на матката, или тоа е таа внатрешна обвивка што ја обложува внатрешноста на утерусот или на матката, значи како централен гинеколошки орган, и на тоа место, на таа слузница практично може да се развие ендометриалниот карцином, кој што е главниот тип на карцином на тело на матката. Сега има тука и други некои поретки форми на карциноми, меѓутоа ова е доминантниот тип на карцином. Мислам чисто вака анатомски, за да сватат пациентите за што станува збор. Практично и на тој начин, кога веќе имате анатомската позиција, со тоа е врзано после и дополнително сите останати и симптомите кои што се јавуваат кај пациентките, и диагностичките методи, процедури, значи фокусирано околу самата матка како централен орган и самиот ендометриум. За жал рековте дека станува доминантен тип на карцином, меѓутоа во пракса, еве конкретно во Македонија, бидејќи рековте во развиените западноевропски земји и САД. Кај нас во пракса бележите ли пораст на бројот на пациентки кои доаѓаат или диагностицирате ли повеќе вакви случаи? Значи, не е случајно и темата избрана, и не случајно практично е и ова што го споменав. Значи, ако да речеме до пред неколку години како доминантен тип, кога зборуваме за, ги издвојувам гинеколошките карциноми врзани со гинеколошките органи, беше цервикалниот карцином доминантен. Рак на грлото на матката. Така, рак на грлото на матката. Тој проблем развиениот свет ќе го стави ад акта. Од аспект на тоа што, значи, развиени скрининг програми, ХПВ вакцинацијата и така натака, значи едноставно го намалува бројот на цервикалниот карцином и тенденцијата е, нели, според оние препораки на Светска здравствена, до 2030 да се направи ерадикација на цервикален карцином. Сега земјите во развој или помалку развиените земји се уште се борат со овој проблем. Па тука сме некаде и ние, вклучително, и да покажуваме некакви тенденции за подобрување, меѓутоа се уште тој некако тука се борат тие два, да речеме, типа на карциноми. Но ендометриалниот карцином доминира, веќе почнува да доминира како, да речеме, на прво место од групата на карциноми врзани со гинеколошките органи. Пред се затоа што е тип на карцином кој што е врзан најголемиот процент со повозрастната популација. Продолжување на животниот век, значи зголемувањето на бројот на таа популациона група што е над 70-75 годишна возраст во Европа и во светот, практично е една од главните причини зошто почнува да доминира овој тип на карциноми. Она што го споменавме за во Македонија е практично исто, и тука се забележува таа тенденција на постепено, ма сигурно зголемување и почесто детектирање на овој тип на карцином во таа повозрастна популација, пошто животниот век секако, нали, се продолжува. Не сме ние надвор од тие текови. Само како, нали, на чиста бројка, на клиниката за гинекологија и акушерство ние годишно оперираме, значи операбилни пациентки со овој тип на карциноми ни се некаде над 150, измеѓу 150 до 200, значи случаеви годишно, значи што е респектибилна бројка на пациентки.
Ако ги додаде на тоа, за жал, некаде група на пациентки каде што болест малку повеќе прогредирала, значи таа бројка е доста висока, така е, да. Така, кои се главните ризик фактори за појава на ендометриалниот карцином, односно се знаат ли точните причини дополнително? Па да, значи има таа група на ризик фактори кои што го зголемуваат ризикот за појава на овој тип на карцином во однос да речеме на општата популација. Оно што го спомена на прво место возраста. Возраста, повозрастните. Значи апсолутно, да, значи доминантната бројка на овој тип на карциноми се јавува на пациентки што се над 55 годишни, тука расте нагло процентот на карциноми, се секако дека и другите возрастни групи, да речеме пациентки што се од тој перименопаузален период од 45 до 53-4 годишна возраст е нешто помал процентот, некаде според статистики светски 17% отпаѓа на оваа група, дури и кај помлади. Мал е процентот, меѓутоа и пациентки што се под 45 или 35 годишна возраст знаат, значи во таа група да се појават овој тип на карциноми, значи возраста како доминантен фактор. Понатака како ризик фактори се на пример нули паритет или пациентки што немаат родена. Значи пациентки не знам рана менарха, касна менопауза. Кај ризик фактори се пациенти кои што на пример примаат тамоксифен. Посебно тоа е таа група на пациентки најчесто врзана со претходни интервенции на карцином на дојка, па тамоксифенот како препарат им се препишува, што знае практично да го зголеми ризикот кај овие пациентки. Пациентки кои што евентуално користат во менопаузалниот период, во менопаузата, различни препарати што се чисти естрогени како хормон заместителна терапија. Тоа значително го зголемува. Значи доминантно го зголемува ризикот од појава на преканцерозни лезии на ендометриумот, хиперплазии, задебелување што народски кажано, па и самиот ендометриален карцином. Значи ова се една широка палета на потенцијални ризик фактори кои што може да го зголемат ризикот за појава на, и тука секако се набројуваат обезитетот, хипертензија. Обезитетот исто така тоа да го заборам како исклучително висок ризик фактор за појава на ендометриален карцином. Еве, кога сме кај дебелината, животниот стил и храната вклучително исто така имаат влијание за зголемување на ризикот? Дефинитивно. Затоа па се на спортивната страна што е она што го намалува ризикот. Меѓу другото, меѓу првите работи се спомнува и тоа, значи контролирање на обезитетот. Значи внесувањето на храната, посебни диети. Многу е лошо кога се каже кај нас диета, тоа не подразбира да гладуваш, меѓутоа соодветен начин на исхрана, избегнување на одредени продукти, пред се шеќери кои што доминантно доведуваат до обезитет. Физичката зголемена физичка активност, потребата од физичка активност, посебно во менопаузалниот период, има огромни бенефити за целиот организам, меѓу другото и намалување на обезитетот. Ако веќе се користи хормон заместителна терапија, таа да биде во комбинација со гестагени. Ме разбирате, значи сакам да кажам дека има сите тие работи помагаат. Интересен факт е, например, често пати пашуваат, например, пушењето цигари го намалува ризикот од ендометриален карцином. Да, меѓутоа тоа не значи дека треба да се препорачува пушењето, затоа што ризикот од другите проблеми е така многу голем. Раѓањето, гравидитетот, повеќе ротките. Жени кои што имаат поголем број на бременности и породување имаат многу помал ризик од појава на ендометриален карцином. Доењето, значи ова се све работи кои што го намалуваат ризикот од појава на ендометриален карцином. Но за многу болести исто така клучна е наследната компонента. Каков е случајот кај ендометриалниот карцином? Значи овакво директна наследност во смисол на имала мајката, ќе има ќерката, можеби не секоја што така директно, но има една состојба, болест, синдром, Линч синдром се вика, значи терминот, кој што е директно врзан со постоење на одредени проблеми, пореметувања генски, кои што можат да го зголемат ризикот кај овие пациентки. Сега тука, ако такво нешто постои, хередитарност или наследност, да, апсолутно треба да се води сметка на тоа. Дури во некои земји препораката е дека затоа што пациентки со докажан така наречен Линч синдром имаат повеќе кратно зголемен ризик дека ќе развијат ендометриален карцином секако во одреден период од животот, дури на многу помлада возраст. Што значи дека тука постоењето на фамилиарно оптеретување дали апсолутно бара да се прават тие генетски испитувања за да може да се потврди како состојба, дури и во некои земји побогати кај што може тоа да си го дозволат, појавата на ендометриален карцином да бара практично и такви анализи, трагање по евентуално постоење на
некаква генетско оптеретување за појава за навремено заболување. Така е. Да ги слушаме прашањата и од нашите гледачи, ќе продолжиме околу симптомите, но и третманот на овој тип на карцином. Почитувани во програма сте, повелете. Ало, добро утро. Добро утро, добар ден, ве слушаме. Поздрав и до вас и до докторот. Само едно прашање. Моето прашање е застарено. Само јас ќе ве прашам. 2021. Ќерка ми се оперираше од карцином на матка. Беше прв степен. Не беше опасно, не беше страшно. Ама со тоа хемотерапиите што и ги ставава, се зафати и за 5 месеца ќерка ми почина. А плюс тоа, таа докторка што ја лечеше, од Прилеп беше, замина во пензија, ми зема мене 150 евра, после ми бараше уште 700 евра. Ќерка ти ќе се спаси. Донеси ми 700 евра, вика, ќерката ќе се спаси. Сочувство, господјо, да, ја разбираме вашата болка, да. Сега да ми објасните, докторе, како може со прв степен да се зафати за 5 месеца и да почине? Само едно, ако сте се уште на линија... Да, на линија. Добро. Дали се работи за карцином на ендометриумот, да не се работи за цервикален карцином кај вашата ќерка? Па сега точно не знам да ви објасним. Она кога се оперира, нас ни кажава, само тоа ни кажава. Прв степен е, не се плашете, не е страшно, рече. Она имаше 54 години ќерка ми. Така. Сочувство и од моја страна, ќе се меѓутоа накратко ќе ви одговори, многу е битно на кој дел од матката е за да добиете попрецизен одговор. Така. Затоа и го постави прашањето дали се работи за цервикален карцином, рак на грлото на матката, или се работи за карцином на слузокожата, ендометриумот. Затоа што карцином на ендометриум во прв стадиум, како што кажува, са тука има подстадиуми, да не замарам. Да, факт е дека тука стапката на преживување е исклучително добра. Сакам да кажам, од аспект на стадиумот на болеста, хируршки гледано. Исто така и за цервикалниот, едносно карцином на грлото на матката, важи истото. Дека да, во прв стадиум болеста, сега и тука имате исто подгрупи, прв 1А, 1А2, за да не замарам 1Б, Б1, Б2, Б3 за цервикален карцином, например, за грло на матка. Така да сите тие стадиуми имаат добра прогноза перспективно земено. Не значи дека не може да се јават рецидиви на болеста, апсолутно. Потребата од тоа дали има потреба од дополнителна терапија, затоа што колку што е разбрав пациентката спомна дека била на хемотерапија, што значи дека не било баш така. Со други зборови, проценката од страна на онкологот, претпоставувам, дека врз основа на хистопатолошките наводи, дека сепак постоело некакво проширување на болеста, што ме ординирана дополнителна хемотерапија. Сега пак едно мало дообјаснување, посебно за ендометриалниот карцином. Она што веројатно можеби ќе, не знам дали ќе имаме време да го споменеме, а е многу важно да се каже. Според последните упатства, најновите, 2023 беше 2025 го имаме најновото упатство за следење третман на ендометриалните карциноми, класификација и категоризација. Значи веќе, затоа е тој многу интересен како карцином, генерално се фокусирани сите голем дел од научните студии на ендометриалниот карцином во свет, кога зборуваме од делот на гинеколошката онкологија. Има класификација нова. Значи не е она стандардната која што знаеме ние стадиумите на болеста. Да, стадиуми на болеста окей, но има една друга, по-специфична, по-суптилна. Тоа е молекуларна класификација. Значи веќе практично се навлегува многу подлабоко, значи поинтимно во анализирањето на ендометриалните карциноми. Така да дури имате поместувања, што е многу онака фрапантно, што се чудиме сега веќе, значи меѓутоа знаејќи го сега ова ново што го имаме, да пациентки оперирани пред не знам 5, 6, 7, 10 години прв стадиум на ендометриален карцином да се вратат со рецидиви, нешто што не било непојмливо. Комплетно изведен карциномот во здраво, меѓутоа пациентката се враќа со рецидив на болеста. Објаснувањето лежи во молекуларните карактеристики на ендометриалниот карцином. Некои карциноми покрај тоа што се во првиот стадиум, во нивната основа и суштина се многу поагресивни. Има многу поголеми ризици од рецидиви. По-тешко се третираат. Дали се отпорни на некои ситуации на хемотерапија. И затоа имаме индивидуализирање на патологијата. Сакам да кажам и за овој случај сега конкретно што го спомена пациентката, значи ми е многу жал тоа што е релативно млада пациентка која што починала како
најверојатно претпоставам последица можеби од карциномот или можеби некои други пропратни заболувања што ги имала или како ефектите на хемотерапија или зрачење и така натака, коморбидитети. Да. Секакви што имавме можност и детали да го тоа објасниме. Значи сакам да кажам дека има многу суптилни работи, посебно кога зборуваме за ендометриалниот карцином. Значи така. Сакам да кажам, се не знам колку успеав да дадам објаснување. Да ги слушнеме прашањата и од следните гледачи, почитувани во програма, сте повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме. Добар ден. Во програма. Поздрав до вас и до професорот. Вака, јас сум пациентка од онколошка со оперирана на дојка 3 пати. Не ве разбравме. Оперирана сум од дојка 3 пати. Од дојка. Од дојка, да. Ама не примам ништо лекарства, ни претходно, ни сега. Тоа ми е мене пред 13 години. Укупни, иначе пред 5 последната. И многу пати ми се дебелуваше матката. Тоа пат беа си исто керетажа, па да се уред. Него мала докторка се ме праќа на клиника, таму кога ти да ми викат професорите, доктор, зошто идеш кога нема потреба? Сакам са професор да го прашам. Како можам до кај него да стигнам? Дали со приоритетен упат да отидам да ме прегледа за онкологија, донесам извештај. Така. Во ред ќе добиете одговор. Да, нема проблем. Јас амбулантата во која што онколошка амбуланта, на број 35, имам секој петок од 8:30 некаде до 11:30, 12 часот, така да пациентката слободно може да дојде да подискутираме. Пошто оваа група на пациентки секогаш некако посебно ја разгледуваме и анализираме од аспект на како ризик, операции на дојки, постојање потенцијален ризик. Сега пациентката е поминато доста време, можеби и затоа колегите што ја виделе во смисол на тоа зошто доаѓаш од аспект на гинеколошкиот третман. Самото накажа дека он имала, значи, неколку киретажи, да. Тоа е токму што го спомнав, тамоксифенот како препарат. Претпоставам дека е препишан на пациентката претходно додека била во таа фаза на следење третман за карциномот на дојка, баш што 3 пати оперирана, значи веројатно некакви рецидиви се појавуваат. Сега гинеколошкиот третман зависи од тоа каков е, например, хистологијата, имунохистохемијата, анализите на самиот карцином на дојка, па во поглед на одлука дали ќе се оди на конзервативен третман или хируршки, од аспект на најчесто така викаме кастрациона хирургија, тоест вадење на матките, претпоставам дека пациентката е веќе во менопауза, но секогаш одредени ризици треба да се пресметаат во смисла на тоа дали има потреба од дополнителни хируршки. Така. Ќе вклучиме уште еден гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Режија, дали имаме гледачи на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до емисијата, јас серам телевизија Сител и севам кај доктора со едно прашање. Јас сум оперисана од аденокарцином од 2011 година кај доктор Центуровски. Така. Кога бев на онкологија, началничка да го прочита ја изводот и ми даде, поминав сам со 2 таблети. Сега прашањето ми е, дали е можно да имам поново некои компликации или некој разлог за да се појави нешто непредвидено? Ме разбравте? Да. Горед го разбрав прашањето. Дали може, јас сум 67 години, тоа беше 2011 година. Така, 2011 водам ред за здравјето, здраво се хранам и тоа е важно. Се добро, мислам здрава жена сум, ништо не ме боли. Само ме интересира дали е можно нешто да има поврат на таа несакана болест. Така. Ви благодарам, секој е добро, ќе добиете одговор. Така, да, горете, значи оперирана претпоставам од постариот колега Тантуровски, мислам, тоа е супер. Поздрав и до него ако гледа. Да, во секој случај, пошто кажам ти вики конкретно аденокарцином, тоа е најчестата форма на ендометриален карцином, претпоставам да е направена хистеректомија, извадена матката и јаниците. Со оглед на тоа што сега само него сати моментот дали она после операцијата имала онколошки третман. Да, спомена и онкологија. Така, значи била на онкологија, претпоставам дека има примено зрачна терапија или комбинација со хемотерапија, не знам како и да е, некаков онколошки третман е правен кај пациентката. 2011 година оваа молекуларна класификација што споменав не постоеше. Тоа е сега практично нешто ново. Меѓутоа од аспект на тоа што се поминати многу години, веќе
14-15 години практично од тога, и по сите категоризации и статистики може да речеме условно се секогаш кога зборуваме за карциноми мора да користам термин условно излекувана. Сега, не за џабе се спомнува цело време да се идат на редовни гинеколошки прегледи во случајов и онколошки. Тоа претпоставам пациентка еднаш годишно е доволно. Го прави по проценка, да, начелно, но по проценка зависно од тоа како тоа каква била претходна терапијата, консултација со онкологот, гинекологот. Значи, тоа пациентката очигледно го, како што само да река, води сметка за сопственото здравје, така да претпоставувам дека било какви потенцијални ризици да постојат кај неа, кои пациентки би биле детектирани во случајов. Дали со обичен гинеколошки преглед, евентуално припишување на контролен компјутер или магнет на стомак и абдомен, што претпоставам веројатно е направено. Сега, конкретното прашање, знаете како во медицината 1-1 не е секогаш 2. Меѓутоа, начелно сметам дека тој ризик е многу мал кај оваа пациентка, но секако ја охрабрувам да продолжи со редовните гинеколошки прегледи. Така, да, апсолутно. Кога сме кај симптомите, кои знаци не треба да ги игнорираат жените, може би се работи за ендометриален карцином? Значи, доминантниот симптом е крварење. Така нешто абнормално утерено крварење. Значи, она што е нормално, менструалното крварење, овде имаме абнормални крварења, посебно кога станува збор за пациентки кои што се во менопауза, таму каде што де факто не треба да има крварење. Појава на било какво крварење, дури и минимално. Тоа често пати пациентките кога ќе дојдат, ама знаете докторе, можеби пред неколку месеци имав една капка, 2 крв. Да не го игнорират апсолутно додат на гинеколошки преглед, затоа што тоа може да е првиот симптом. Значи абнормално крварење. Болките не се секогаш присутни, може да има или некаква нелагодност, но ова е првиот доминантен симптом кој што секако мора да го испитаат, да се прегледа зошто е како е. Тој може да се јави, да речеме, во она група пациентки што се во тој перименопаузален период, каде што можеби се уште имаат некакви крварења менструални. Меѓутоа, било какви абнормалности во тој дел, секако дека пролонгирани крварења, долготрајни, обилни, треба да го испитат и евалуираат. Така да тој симптом е доминантниот и главниот што треба да се. Како се поставува диагноза? Кои испитувања првично ги правите за да бидете сигурни? Да, така, значи во овие сите ситуации мора да имаме хистологија. Значи тоа е она што е водечкото. Значи добивање на примерок од слузокожата на матката. Дали тоа ќе биде класична киретажа, дали ќе биде со земање на биопсија, имаме таква можност на клиниката Пипел се вика техника за земање само едно малецко парче. Дали ќе биде хистероскопија со камера да се влезе, тоа е веќе проценка на гинекологот која метода ќе ја користи, меѓутоа добивање на хистолошки материјал кој што ќе не верифицира и потврди дали се работи можеби за некоја сосема хормонска дисбаланс, пошто тоа може да биде причина за такви абнормални крварења, или во позадината лежи карцином или хиперплазија, некаква преканцерозна лезија на ендометриалниот карцином. И каков е пристапот во однос кога ќе се диагностицира, споменавте сега и молекуларната нова класификација. Кога имаме диагнозата, понатака продолжуваат исследувањата дополнителни на пациентката. Не знам, балиме компјутеризирана томографија на мала карлица и абдомен, за да евентуално детектираме лабораториската анализи, тоа се стандардните, зборам вака не стандардните, ултразвучен преглед по специфични обавезно може да се детектира и на тој начин евентуално веќе постоење на проширеноста на болеста. Секако дека тука мора да иземе во предвид дека се работи најчесто за повозрастна група на пациенти. Значи сите коморбидитети пропратни, хипертензија, диабети, проблеми со срце, белодробие, бубрези, мора да ги имаме во предвид од аспект на она што добиваме и губиме во поглед на третманот. Анестезиолошката проценка многу битна и онда се одлучуваме, имаме онколошки конзилиум, сите тие пациенти го поминуваат тој конзилиум кај нас на клиника, за да се направи одлука како ќе третираме таа пациентка, оперативно или не. Ако одлуката се третира оперативно, оперативната стандардна оперативна техника за овој тип на карциноми е вадење на матката, хистеректомија со јајниците или можеби без, зависно од возраста, тоа е веќе проценка. Индивидуално. И обавезно мора да имате така речен нодален стейджинг, односно утврдување на најмалку така речени сентинелни лимфни јазли. Вадиме лимфатици од левата и од десната страна, што ги детектираме како тоа е стандард
на третман, значи со посебни специфични техники, или користиме метенеско плаво да ги детектираат, па интероперативно ги наоѓаме и ги вадиме тие жлезди, или со лапароскопска интервенција, значи лапароскопската лимфаденектомија со така наречена специјална техника индоцианин грин, користиме специјална боја, да не објаснувам, меѓутоа како да кажам, тие се стандардните оперативни техники. Добиениот материјал се праќа на хистопатолошка анализа, на основа на него можеме да процениме стадиумот на болеста, проширеноста на болеста, евентуално барање да се направи дополнителни боења имунохистохемии од колегите од Институт за патологија, и кога ќе го добиеме финалниот резултат, можеме таа пациентка или да кажеме дека тука со оваа техника е завршена приказката околу третманот, или има потреба од дополнителна терапија, понатака продолжува на Институтот на клиниката за онкологија и радиотерапија. Може ли ендометриалниот карцином да се спречи, односно да се превенира? Бидејќи ја споменавме за рак на грлото на ватката, да, скрининзи постоење, и се или па рано да се не открие. постои. Значи немаме стандарден скрининг за ендометриален карцином. Пациентите често пати ме прашуваат, нали, добро, дали може да се открие со ПАП. Може во некои ситуации на ПАП тесто да се фатат абнормални клетки што потекнуваат од слузокожата на матката. Меѓутоа не е примарно тоа, затоа што предпоставка може да биде само 40-50%, може и помала на ПАП тестот, конкретно брисот. Значи, ултразвучните прегледи исто така, значи не може да бидат користени како скрининг метода. Меѓутоа, еве она што јас често пати го кажувам, како некаква форма на можеби навремено детектирање. Прво, секогаш појава абнормално корварење, обавезно пациентите веднаш да дојдат на преглед за да се исклучи приказната што е во позадината на целата работа. Втора работа, пациентки што се во менопауза, барем еднаш во годината да направат ултразвучен преглед, затоа што некогаш не мора да има крварење. Може да има абнормално задебелување на слузокожата на матката без крварење, а сепак тоа да биде знак дека нешто се случува во шуплината на матката, па да се направат некакви анализи. Значи немаме за жал се уште стандарден, таму каде што знаеме дека има фамилиарно оптеретување на генетско, тие пациентки ги препраќаме. Пациентки со оперирани од карциноми на дојка обавезно доаѓаат на гинеколошки преглед, меѓу другото ако се посебно под терапија со тамоксифен. Тоа е нешто што е стандард, што мора да го почитуваме. Интересен сегмент е кога говориме за овој тип на карциноме, моментот од минатата година кога беше промовирана и првата европска брошура за ендометриален карцином токму на клиниката за гинекологија и акушерство. Еве ја имате и вие брошурата, што содржи истата, дали конкретно е наменета за пациентките и каде може да ја најде таа брошура? Значи оваа брошура, не знам се колку може тоа да го прикаже вака камерата. Према вас овде. Добро. Значи еве ова е таа брошура, значи наменета е за пациенти. Апсолутно е практично од пациенти, условно за пациенти. Значи ова брошура е преведена на македонски јазик, може да се најде, тоа беше направено во соработка со пациентското здружение Феминаем, кај нас во Македонија, и она што е Европската асоциација на огромна мрежа Engage се вика, која што е во директна соработка со Европското здружение за гинеколошка онкологија. И тоа беше напишана, значи редактирана на англиски јазик на официјалната веб страница на ова здружение Engage, во соработка со Феминаем, Миријана да споменам, која што практично е членка на ова здружение, членка на Engage, направивме комуникација со нив, они дозволија да добиеме оваа брошура, да можеме да ја преведеме на македонски јазик, и ја има на веб страницата официјална на Феминаем, може да се најде, се симне да се даунлодира во електронска форма. Оние што можат да пристапат кон здруженијето Engage, што е Европската асоциација, таму може да ја најдат на македонски јазик повторно да ја симнат, а во печатена верзија има на клиниката за гинекологија и акушерство кај нас. И содржи се она што го говоревме сега пред малку, на јазикот за пациенти, разбрали се тоа што ги интересира од симптоматологија, анатомија, начин диагностика, третман, сето тоа е опишано многу фино, многу убаво, може пациентите апсолутно да ја побараат оваа брошура во амбулантата онколошка, на оделението каде ќе работам за гинеколошка онкологија, посебно пациентите кои што се судираат со овој проблем и нивните фамилии. Но многу пациенти, пребарувајќи на интернет, бидејќи има разноразни можности, информации, значи некогаш прават ненамерни грешки од непознавање. Каде правилно можат, еве и за останатите типови на карциноми, да се информираат, доколку пред да отидат на лекар или да дознаат за состојбата и симптомите кои ги има, дали навистина има потреба од лекар. Значи првично они сега треба да комуницираат со својот матичен гинеколог.
или со гинекологот што ги третира да евентуално побараат информација од него, точно за што станува збор, за нивната состојба и болест. Сега тоа е интересно, затоа и го дискутиравме околу овие брошури. Јас имав таа можност да една моја пациентка, која што јас ја оперирав, да во тие дискусии разговори околу тоа што како и треба ќе се случува после незината интервенција, ја покрај тоа што дадов устно образложение, она сепак недоволно, понатака дополнително бара информации, па ми се јави на едно од контролите дека не може да најде доволно информации околу состојбата, ниту на веб страната на клиниката, и многу интересно, тргнувајќи повторно пациенти за пациенти. Она самата, пребарувајќи, барајќи ме исконсултира дали евентуално би сакал да погледнам, и затоа ги земав тие се во електронска форма. Значи она направи, тоа е незин дизајн и идеја, не знам ли доста да ги пренесе информациите на останатите жени. Го редактирав, го прочитав и од аспект на значи што биде стручно како да изгледа. Така да она успеа да направи неколку такви прирачници, значи повторно тоа е нејзино дело на пациентка, наменето за пациентите. Браво. И ги имам во електронска форма, перспективно ќе бидат пласирани на веб страната на гинеколошка акушерската клиника, евентуално ќе имам дали преку Facebook профилот, значи дури се дискутира да некој од овие ги испечатиме во ваква форма. Да бидат подостапни за повозрастната популација, да. Прирачник за успешна и брза рехабилитација после хистеректомија, не знам ако може се ови се во црно-бела техника, иначе се колор. Но ги има онлайн, да. Да, може да се достапни. Значи каде што буквално се објаснува што се им се случува на пациентите после операција, многу битна работа. Личен пример, Личен пример. Понатака околу оваријалниот карцином, објаснување, значи слично како за ендометријалниот карцином, така ова се оригинални. Да. Значи ова не се преведени. Авторски, ова се авторски, буквално не од пациентката. Еве, јас тука помогнав максимално, затоа сакам да го споделам колку е битно пациентите да можат да си помогнат самите на себе, така. еве и на другите, да ги поттикнат докторите што треба меѓу другото да прават. Се што треба да знаете за ХПВ вакцинацијата, исто така една сериозна состојба за која што треба да влијаеме сите ние. Еве тоа нека биде повод за наредно гостување, да, и тема. И последниот цервикален карцином или рак на грлото на матката, водич за разбирање и поддршка. Значи овие се 4 нови кои што во најкосможен рок ќе биде, јас тоа го земав како ветување до неа и генерално и до себе, како доктор, да сите овие практично го видат светлото на дено. Ви посакувам успех во плановите кои ги планирате пред се во интерес на пациентите и покорисни информации токму за нив, и ви посакувам и успех во работата што ја работите за доброто на пациентките пред се. Да, благодарам за убавите зборови, секогаш се трудиме максимално, посебно што станува збор за сериозни заболувања, кај што човек треба да биде и како човек, но и брзината на интервенција, реакција, да, апсолутно, да, апсолутно. И секогаш да завршам со една препорака, значи апсолутно водете сметка за сопственото здравје, генерално земено за женското здравје, значи редовно посетувајте ги вашите гинеколози, разговарајте за се што ви интересира, интересирајте се. Ако сакате да сурфате условно земено, да пребарувате по Google, внимателно на кои страници легувате, чисто за да добиете добри точни информации. Подобро прашајте го вашиот доктор да ве упати. Така. И еве преку овие брошури, сакам да кажам, слободно интересирајте се. Сме достапни секојаш за дискусија и разговор, така и треба да биде. Значи да самите пациенти се потекнуваат самите себе, посебно преку ваквите пациентски за навремено да се откриваат и вакви сериозни состојби. Одете редовно на гинеколошки преглед, затоа што буквално со еден преглед може да спаси живот во буквална смисла на зборот. Ви благодарам, професор Уловски, за советите и искуството кое го споделивте. Ви очекувам повторно да бидете дел од добриот доктор. Благодарам. А почитувани вам, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете на програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно.